Тито Петковски не ви беше прифатлив? Тито Петковски, знаете што се случи. Имавме договор за една подршка. Тито Петковски застана за Фрчковски. Застана за Фрчковски, тука завршуваат сите договори. Сега тоа што доминиравте со Најчевска во Скопје. Дали ЛДП всушност работи на тој начин посредно за градоначалникот и кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН. Значи уште еднаш вие цело време сметате дека ЛДП одработува за некого. Еднаш ме прашувате дали одработува за ВМРО, втор пат дали одработува за СДСМ. ЛДП одработува за ЛДП. Нови избори. Јас цело време велам дека одработувате за ВМРО. Вие се обидувате да кажете дека сте подеднакво оддалечени од едните од другите. Јас само велам дека вие ќе бидете новите Ивица Дачич на македонската политичка сцена. Не знам дали вие ќе бидете Шкундрич ко министер или Бејатовиќ ко некој директор на јавно предпријатие, меѓутоа гледам дека со власта ви се поприлично добри односите. Например? Например, мислам дека без власта и поддршката на власта тешко ќе соберевте подписите за Нано Ружин. А тоа, значи, тоа се истите штабови, истите прашања од истите луѓе и мене ме сосем јасно. За мене е чудно да речеме да беше обратна ситуација. Да бев јас од ЛДП и да имав првите 10 дена 2000 потписи, у задните 2 дена се собрат уште 10.000 потписи. Зар не беше нормално да се посомневате дека власта ви помогнала и ги соберете потписите? Гледате што е интересно. Значи, нови избори, јас барем како што чувствувам, не е главна тема односот СДСМ ВМРО. Главна тема е ЛДП. Мене ми станува веќе тоа чудно. Ќе бидете ли дел од власта со Салмани после изборите? Како некој поширок консензус за можно влегување на ВМРО во процес на можно договарање со Грција? Пошто изјава тоа така дека ЛДП ќе биде? Пошто јас колку што знам да кажам. Морам да ви признам дека ми наликува на 98 година. 98 година ЛДП тогаш не знаеше со кој сака да коалицира, дали сака со ВМРО, дали сака со СДСМ. Еден дел од вашата партија преговараше со ВМРО, со Димитар Димитров, ако не се лажам и така натаму, а еден дел преговараше со СДСМ. Значи се знаеше дека крилото на Ристо Пенов наклонува кон СДСМ, дел од крилото, не знам, на покојниот министер Стојковски и другите наклонува кон ВМРО ДПМН. И денес имам чувство дека ЛДП повторно не знае кој правец да го фати, би сакале со власта. Се плашите дека можеби власта ќе има својата лебедова песма, нови избори ќе почнат паѓа и веројатно тука математиките малце ве бунат. Вие очигледно извадивте цела теорија и се сакав јас да ви кажам да или не. Не, вие ми рековте да јас ви кажам, ми рековте да ви објаснам. Уште еднаш ЛДП настапува самостојно и сега тој самостоен настап е очигледно пречка за едните и за другите и така ќе биде понатаму. Дали Никола Груевски ќе може да изненади на овие политички избори и после изборите да влезе во одреден политички инженеринг со можно вклучување на ЛДП на Имер Самани во македонската влада и на тој начин да може да биде постигнат поширок општествен консензус околу можно влагање во процес на преговори за тој компромис со Грција околу името на Република Македонија. На тој начин можеби Никола Груевски, ако изненади на политичката сцена, да го остави на таа политичка сцена изолиран Бранко Црвенковски и СДСМ. Очекувате дека ќе иде на предвремени избори во ВМРО ДПМН и Груевски? Па мислам дека сигурно би биле во предизвик, меѓутоа не може двечето со истата финта да добиваат максимален ефект. Бидејќи Груевски го порази Бучковски, порази Шекеринска. Ама знаете што? Го порази Зоран Заев. Знаете, веројатно ќе е предизвик да го порази Бранко Црвенковски, бидејќи Груевски изгуби катастрофално од 2002 година од Бранко Црвенковски во првата изборна единица. Мислам дека беше 2:1 со односот. Мислам дека Никола Груевски ќе сака токму неконсолидираниот СДСМ и Бранко Црвенковски да ги прегазе на некои предвремени избори. Има логика, меѓутоа за да го порази Бранко Црвенковски треба да ги порази гласачите. И на Бранко Црвенковски и оние што се уморни од политиката на ова влада и што се уморни генерално од избори во земјата. Дали Груевски очекувате да ја шири владината коалиција можеби со ЛДП, но Јово Манасиевски, нели јавна тајна што се збори дека дел од гласовите на Нано Ружин беа собрани од ВМРО ДПМН и можеби со Селмани, кој би требал да земе дел од албанските гласови и со така широка владина коалиција можеби да влезе несен во некои преговори за името. Па со оглед на некои работи кои што се случуваат, односно кои што излегуваат во јавноста како што е недоразбирањето помеѓу ДУИ и ДПМН, сигурно Груевски нема да седи со скрстени раце, сигурно ќе бара нови коалициони партнери. За Нова демократија на Селмани многу одамна се зборува и мислам дека е гумата за спасување на Јово Манасиевски му беше фрлена, бидејќи Јово Манасиевски се соочи со опасноста да не ги соберете 10.000 потписи за Нано Ружин. Да, тоа ќе беше голема бука. Тоа ќе беше веќе лидерска криза внатре во ЛДП. Меѓутоа, со оглед на настапите на предизборниве митинзи на либерал-демократите, на нивниот кандидат, па и посебно на Јово Манасиевски како председател, јасно укажува дека целокупната работа ќе оди кон рекомпонирање, односно воведување во таа коалиција на нови коалициони партнери. Што значи дека Јово Манасиевски можел да биде Ивица Дачич
на македонската политичка сцена? Најмногу на тоа ми личи и мене. Дали после изборите локални Дуи ќе остане во власт? После изборите очекувам да се создаде простор за нова квалитетна дебата околу сите прашања кои што ја засега државата. Што би ставиле прво? Ке имаме единство во извршната власт, значи премиер и председател кои што се од иста политичка партија. Очекувам нов моментум во однос на решавањето на спорот со името. Фала Богу, ке немаме не единство во таа смисла. Ке имаме нова владена коалиција? Имер Селмани, Јово Манасиевски, например. Владините коалиции ги одредуваат гласачите, не ги одредува некој ситно партиски или меѓупријателски договор. Коалицијата се одреди, се определи минатата година. Дали владата ќе стане претесна да ги прими сите албански партии кои имаат апетити да се делат од власта? Зошто мора сите кои што имаат апетити да бидат во власта? Па можеби ќе сака Груевски. Граѓаните одлучуваат, не одлучуваат апетитите на лидерите. Ако сака Груевски? Ако сака Груевски? Да. Ќе го прашате него, навистина не можам тоа Како да вие ќе реагирате? Ќе видиме. Дали ако сте на место на Груевски, можеби би размислувале за една сценарио да го изолирате СДСМ на политичката сцена? Краткорочно тоа ќе е на штета на СДСМ, долгорочно веројатно нема да биде на штета, бидејќи секој би сакал кога во опозиција да е сам и гласовите на задоволство да ги добива на своја страна, меѓутоа говорам краткорочно. Значи која би бил на место на Груевски ако сакам направам компромис евентуално со Грција, кој страмежливо го спомнува, не знам дали ќе има доволно политичка сила тоа да го направи, би ги внесол во владата и ЛДП и Имер Селмани. Видите, по математиката политичка, она што се вика легитимитет, Груевски веќе има, располага доволен легитимитет, значи мнозинството во парламентот двотретинско и бројот на освоени гласови досега, значи да сакаше и да имаше храброст политичка, ќе направеше. Сега вадење алиби... Сега ќе има и председател од неговите редови, и градоначалник на Скопје најверојатно, и премиер. Сега ќе мора сам да ја преземе одговорноста. Исто како Борис Тадич во Србија. Видите, целата власт е во негови раце. Интересно е што во последниве месеци Црвенковски се понуди да биде жртва, да речеме, да го понесе историскиот товар на донесување на таква одлука, меѓутоа немаше таква храброст во редовите на ВМРО. Така што ја сега дури не можам да замислам во каква можна комбинација со каков председател како би играл Груевски. Не очекувате изненадување на тој план од Груевски? Па сега за сега не покажа, затоа велам сите аргументи, сите карти беа адути ги имаше и досега не го стори тоа. Значи логично се претпостави дека има некаква друга опција. Мислам дека ова сегашна ситуација на заострување на нашите односи со соседите, со меѓународната заедница му носи поени и тоа е еден добар начин да си стабилизирате власта.